Почитувани гости, наши сограѓани, почитувани спортски работници, спортисти, љубители на спортот. Добро вечер и добро ни дојдовте на манифестацијата Избираме спортисти и спортска екипа на 2022 година. Четврта година поред како општина Пробишти ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист и спортска екипа на годината. Спортот е дејност која ги опфаќа сите форми на спортски активности на спортистите од сите возрасти, како и спортско рекреативните активности на граѓаните. Заради остварување на потребите за занимавање со активностите и заштита на правата и интересите од областа на спортот, граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и основаат спортски здруженија. Во рамки на надлежностите што ги има општината, во делот на спортот и рекреацијата, а со цел развој на физичката култура кај младите, што помасовен опфат на младите лица на спортските терени и превентивно делување, а воедно и одвраќање на младите од пороците кои што ги дебнат на секој чекор во нашето современо секојдневие. Општина Пробишти настојува да ја одржи и продолжи спортската традиција кај пробиштипјани, а воедно дава голем придонес во развој на физичката култура во општината. Од таа причина, општина Пробишти во рамки на своите надлежности, секако и можностите, започна со организирање на една ваква манифестација со која сакаме да ги мотивираме сите спортисти, секој во рамки на својот спортски клуб или како индивидуалец да даваат се од себе и сите заедно да го подигнеме спортот на едно повисоко ниво, зашто Пробишти тоа го заслужува. Од секогаш сме биле растатник на спортски таленти кои овде се формираат и заминуваат како готов производ во спортските клубови низ Македонија и надвор од неа. На почетокот едно мало појаснување како дојде до тоа токму овие спортисти да бидат избрани како кандидати за спортисти на годината и изборот на спортските клубови на годината. Го повикувам раководителот на оделението за јавни дејности Ради Лиевски да даде мало појаснување. Почитувани, добро вечер и од мене. Четврта година поред, како општина Пробишти ја организира манифестацијата Избираме најдобар спортист на годината. Ја организираме оваа манифестација се со цел да дадеме еден скромен придонес не само во развојот на спортот, туку и да ги поттикнеме младите да спортуваат, да се занимаваат со дејноста спорт, да членуваат во еден од спортските клубови согласно нивните афинитети. Воедно планираме оваа манифестација да стане традиција, а се со цел да ги мотивираме спортистите не само за поголеми залагања, туку и поголеми резултатски достигнувања. Од минатата година манифестацијата ја поставуваме да се одржи околу 28 јануари, а по повод празникот воедно и патрон на градот, преподобен Свети Гаврил Лесновски. Ние вака ја направивме процедурата. Од страна на општина Пробишти беа изготвени критериуми за избор на спортист и спортски клуб на годината. Се избираат спортисти и спортски клубови во следните категории. Спортист на годината кој се надпреварува во општина Пробишти, спортист на годината кој се надпреварува надвор од општина Пробишти и спортски клуб на годината. Беа повикани представници на сите активни спортски клуба во општина Пробишти и заедно во присуство на представник од општина Пробишти дадоа предлози за можни добитници на оваа престижна награда. Од страна на спортските работници произлегоа предлози и во двете категории. Во категорија на најдобар спортист за 2022 година во рамки на општина Пробишти беа предложени 4 кандидати од спортските дисциплини фудбал, кошарка, карате и одбојка. Во категорија на најдобар спортист за 2022 година надвор од општина Пробишти номинирани беа 5 кандидата во следните спортски дисциплини: фудбал, одбојка и кошарка. Сите предложени спортисти со нивните кратки биографии беа поставени на Facebook профилот на општина Пробишти, каде сите наши граѓани имаа можност да гласаат. Откако гласањето
на Facebook профилот заврши, спортистите согласно добиените лајкови добија одреден број на бодови, и тоа првопласираниот 10 бода, второпласираниот 7 и третопласираниот 5 бода. Се обративме до сите представници на спортските клубови, здруженија и сојузи на територија на општина Пробиштип и сите тие имаа можност поединечно да ги дадат своите бодови за предложените спортисти. Овде беа опфатени кошаркарски клуб Пробаскет, одбојкарски клуб Весна Пробиштип, фудбалски клуб Рудар 1947, Здружение на спортски риболовци Злетовица, Здружение на училишни спортски друштва Пробиштип и мотоклуб Црни Орли. Тие имаа можност да дадат по 5 бода за првопласираниот, 3 бода за второ и 1 бод за третопласираниот според нивно мислење. Вечерва ќе ги прогласиме најдобрите спортисти по категорија спортисти кои се надпреваруваат во општина Пробиштип и спортисти кои се надпреваруваат надвор од општина Пробиштип. Ќе го прогласиме и најдобриот спортски клуб на 2022 година, а годинава тоа се 2 клуба. На оваа спортска манифестација ќе ги промовираме и четворицата надежни спортисти на општина Пробиштип во спортските дисциплини кошарка, фудбал, карате. Имаме посебни награди за наши врвни спортисти, но да не откриваме се, ви посакувам добре дојде на спортската вечер во која ги бираме најдобрите спортисти за 2022 година и однапред честитки на наградените и големи успеси на сите наши спортски клубови во годината што следува. Благодарам. Манифестацијата избираме спортист на 2022 година, годинава со своето присуство ја удостои директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Ве молам со еден аплауз да го поздравиме нашиот гостин, а јас ќе го повикам овде на подиумот да ви се обрати. Добро вечер на сите присутни. Чест и задоволство да се мој вечерва да сум тука со спортските работници, спортистите и сите чинители на оваа општина кои го прават спортот една убава гранка во вашата дејност. Голема благодарност до општина Пробиштип која макортарно работи за спортот. Се надевам дека така и ќе продолжиме. Ја имате поддршката од Агенцијата за млади и спорт. Се надевам дека големите клубови кои беа на оваа општина, Рудар и сите останати кои ги памтиме, ќе ги вратиме на стапките кај што заслужуваат и се надевам дека овој извор ќе ги добие најдобрите спортисти, ќе го добијат најдобрите спортисти и уште еднаш голема благодарност до општина Пробиштип која се залага да нашиот спорт во Македонија го добие заслуженото место. Ви благодарам уште еднаш. Ќе го замолам директорот на Агенцијата за млади и спорт да остане овде на подиумот, а го повикувам градоначалникот во знак на добра соработка со Агенцијата за млади и спорт да изрази една мала благодарност и соодветно на денот да поклони една резбана кутија со ликот на Габрил Лесновски како спомен на оваа убава посета. И успешно во следниот период. Благодарам, градоначалник. Почитувани, локалната самоуправа со години наназад, уште во моментот кога ги доби надлежностите во спортот, ги помага спортските клубови. Ги отвори вратите на спортските објекти кои се во нивна собственост и им ги даде на располагање сите спортски терени. Финансиски ги помага, организира низа на спортски турнири кои се наш предпознатлив белег, со што има значителен придонес во развојот на спортот во нашата општина. А сега го поканувам првиот човек, градоначалникот Драган Анастасов, да ви се обрати.
почитуван директор на Агенцијата за млади и спорт, Наумче Мојсовски, почитувани спортски работници, почитувани спортисти, останати присутни, добро вечер. Секој настан сам по себе е карактеристичен, да се биде меѓу спортистите секојаш има некое посебно позитивно и поттикнувачко чувство и затоа благодариме за таквата атмосфера која ја создавате. Почитувани, општина Пробишти како релативно млада и мала општина секогаш била и се уште е расадник на спортисти, кои со своите достигнувања не прават горди со граѓани, а со тоа и на најубав начин ја представуваат нашата општина. Тоа нам како вработени во локалната самоуправа ни дава мотив да работиме за развој на спортот во нашата општина и да создаваме подобри услови за него. Спортистите со нивните успеси не мотивираат и задолжуваат нас, а ние пак ги мотивираме нив. Една убава симбиоза. Од сето ова произлези идејата и потребата за оваа манифестација, спортист на годината, која одржуваме по 4-ти пат. И на обострано задоволство секоја година имаме палета од спортисти заслужни за плакета. Некако како неминуен процес секоја година се трудиме да создаваме подобри услови, така и оваа година. Општината со 2.900.000 динари издвоени средства во програмата за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Пробишти ја поддржува и покажува како се дава поддршка за мотив и развој на спортот. Но не само одвојуваме средства за спортските колективи и спортисти, дополнително општината изминатава година вложи и во спортска инфраструктура. Со поддршка од Агенцијата за млади и спорт ја направивме атлетската патека на градскиот стадион. Се реконструираше игралиштето на спомен паркот Братство и единство. Подпишавме договор за изградба на спортско рекреативен центар во населба Калниште, кој ќе започне со реализација веќе од следниот месец. Исто така, да споменам дека сите постоечки спортски терени се влезени во програмата за 2023 година за реконструкција со тартани, вештачка трева соодветна за потребите на секој терен за секој еден наш граѓанин. Сето ова ни дава за право да кажеме дека општината не само на хартија, туку реално вложува во спортот, а најдобар фидбек сте токму вие, драги спортисти. Продолжете и во иднина да редите успеси, вашата општина стои и ќе стои позади вас. Ви благодарам. Почитувани, започнуваме со помладите. Оние кои настапуваат на спортската сцена со голем труд и мака се пробиваат и си го бараат своето место меѓу веќе афирмираните спортисти. Почнуваме со категорија надежен спортист на општина Пробишти. Номинирани, а воедно и добитници на награда од општина Пробишти се: ја поканувам Мелани Панова, кошарка. Да поканувам и градоначалникот. Матеј Трајчев, фудбал. Михаил Томев, карате.
и Филип Гоцев, фудбал. Сега ги поканам сите четворица да повелат за една групна фотографија заедно со градоначалникот. Почитувани уште еден аплауз за овие млади спортисти кои што се игрината на спортот во Пробишти. На почетокот да дадеме една награда за надежен спортски клуб. Во Пробишти, замислете, има рагби клуб кој го носи пробиштивското свето име Рагби клуб Рудар. Да им честитаме на овие наши спортски ентузијасти и да им дадеме ветер во грб со доделување на една награда за надежен спортски клуб. Кога сме кај младинските категории, мислам дека најсоодветно место е да дадеме една награда за постигнат резултат на највисоко државно ниво. Но прво да погледнеме едно видео. Овде со нас се пробиштивските херои, кои Пробиштив го направија мощен горд со својот најголем успех. Нашите одбојкари, пионерите на одбојкарскиот клуб Весна Пробиштив, кои го освоија првото место во државата. Ве молам со еден голем аплауз да ги поздравиме овие прекрасни спортисти, а вие, драги наши шампиони, повелете на подиумот да ја примите награда. Ajde, pobrzo, ajde. Браво за вас, искрено се надеваме дека ќе продолжите со овие успеси, а ние продолжуваме понатаму. Вечерва избираме спортист на 2022 година и тоа во две категории. Избираме и спортски клуб на годината. Спортски клуб која има најголеми резултати во годината што измина. Ги бираме спортскиот клуб кој не правеше горди, но да кажеме и кои се потрудија да се одржи оваа манифестација. Советот на општината Пробиштив, општина Пробиштив,
медиумски покровител Фротел телевизија. Следно е номинирање за најдобар спортски клуб. Ајде да видиме. Одбојкарскиот клуб Весна Пробишти под Пробишти е формиран на 17.6.2013 година по иницијатива на Игор Манасов, поранешен играч, одбојкар и председател на ОК Пробишти од 17 јуни 2013 година до 12 февруари 2018 година. И Ласе Јосифов, актуелен играч на ОК Весна Пробишти. Клубот од основањето до 16 септември 2016 година го носи името ОК Пробишти, а потоа со одлука на собрание на клубот е преименуван во ОК Весна Пробишти. ОК Весна Пробишти во изминатите 9 сезони забележа исклучително добри резултати. Ова година ја играме јубилејната 10-та сезона континуирано, имаме незапаметени резултати за еден спортски колектив во нашата општина. Клубот беше прогласен за најорганизиран спортски клуб во Источна Македонија во 2013 година од страна на регионалната телевизија ТВ Стар од Штип, а врз основа на истражување на Универзитетот Гоце Делчев од Штип во конкуренција на истакнатите фудбалски клубови во Истокот, ФК Прегалница Штип, ФК Осогово Почани, ФК Саса и останатите спортски колективи. Во речиси 10 години постоење, игравме 3 сезони во финалето за куп на ОФМ 2014-2016 и 2018 година. Во 2017 го забележавме најголемиот успех со играњето во финале за шампионска титула, а преку редовните директни преноси на националната МТВ, спортот и одбојката во Пробишти се промовира во целата држава, а со тоа воедно се промовира и нашата општина. Во младинските категории исто така забележителни завидни резултати на државно ниво во кадетска и јуниорска конкуренција, освоивме неколку втори и трети места, а во последната натпреварувачка сезона 2021-2022 година го забележавме најголемиот успех во историјата на пробиштивскиот екипен спорт, во пионерска машка конкуренција ја освоивме шампионската титула. Во актуелната натпреварувачка сезона 2022-2023 сениорскиот клуб успеа да се пласира во најдобрите 6 екипи кои ќе разигруваат за шампионската титула, пласман на 5-та позиција, додека во младинските категории во пионерска и кадетска конкуренција се пласиравме во најдобрите 4 екипи и ќе се бориме за највисок пласман, исто така за одбележување и пласманот во наредната осмина финална фаза на пионерската женска екипа, која ќе има можност да се бори за највисок пласман. Во моментот, Весна Пробишти брои околу 170 членови во сите категории, машки и женски. Актуелен председател на клубот е Маријан Хана, магистер по економски науки. Фабриката за батерии, Тамбас Пробишти, е генерален спонзор, без кој не може да се замисли нормалното функционирање на клубот, а помагател секако е и општина Пробишти, која на располагање ги има ставено сите спортски сали во интерес на клуб. Клубот има своја Facebook страна со 2700 фани. Сметаме дека го издигнавме спортот на едно повисоко и забележително ниво и достојно ја презентираме општина Пробишти низ целата држава, каде настапуваме. Се надеваме дека ќе продолжиме по истиот пат и понатамо, ќе освојуваме медали во сите конкуренции. Одбојкарски клуб Весна Пробишти. Формирана 1992 година во Пробишти, Република Македонија, како карате клуб Озрен и работи по тоа име до 2001 година. Потоа го добива новото име Карате клуб Оцука, а во 2010 година се преименува во Вадо Карате до Унија. Во 2018 година станува полноправен член на ВКЦ Светска карате конфедерација и од тогаш настапува на светски и европски купови за деца. Во таа конкуренција незините членови се носители на награди и трофеи со поединечна и екипна конкуренција во кати и борби. Во незините редови има светски, европски и балкански шампион.
на светскиот шампионат во Белград, Република Србија во 2018 година по резултати второ рангирана селекција, веднаш за селекцијата на Русија во генерален пласман. Во 2021 година и покрај пандемијата, Вадо Каратето Унија настапи на Европско првенство во Лесита, Република Романија и беше трето рангирана селекција во генерален пласман за Руманија и Украина. Со 16 надпреварувачи освои 14 златни медали во поединечна и екипна конкуренција во дисциплината хаки, 8 сребрени и 7 бронзени. Во борби освои 2 бронзени медали во поединечна конкуренција, а во екипна 5 златни и 1 сребрен медал. Во 2022 година клубот беше моштен трофеен, па така на светско првенство во Белград, Република Србија, беа освоени 10 бронзени, 9 сребрени и 5 златни медали. На Балканско првенство во Мудрича беа освоени 11 бронзени, 10 сребрени и 8 златни медали, а на меѓународниот куп на Меѓавник беа освоени 24 медали и беа прогласени за најтрофеен клуб во генерален пласман. Посебно го издвојуваат резултатот на каратистката Бојана Пешовиќ, која во категоријата кадети стана европски шампион за 2021 година, а во 2023 година е освоила третото место на светско првенство. Е предложена за спортист на 2022 година во општина Пробиште. Вадо Карате до Унија. Спортски клуб на 2022 година Вадо Карате до Унија и одбојкарски клуб Весна Пробишти. Молам представници од спортските клубови на годината да повелат да ја подигнат дипломата, трофеот и вредносниот ваучер во износ од по 15.000 денари. Стој тука. Да, дацка. Ајде заедно. Почитувани, вечера бираме спортисти на годината и тоа во две категории. Спортист кој се надпреварува надвор од општина Пробишти и спортист кој се надпреварува во општина Пробишти. Меѓутоа, пред да поминеме на прогласувањето за најдобрите за 2022 година, да доделиме неколку златни плакети за наши сограѓани кои ставиле голем белег во спортот во Пробишти. Луѓе кои се синоним за спортисти, кои се општо препознатлив белег и го вразуваат неколку генерации на навивачи кои што навивале, ги бодреле, ги поддржувале, а тие со нивната добра игра им возвракале за нивната љубов. Номинирани се тројца наши сограѓани, двајца кошаркари и еден фудбалер, од кој за жал еден не е веќе меѓу нас. Но за секогаш има оставено трак по кој ќе го сеќаваат идните генерации. Одиме со најавата. Роден е 1940 година. Тој е апсолутен рекордер на постигнати голови на првенствени куп и пријателски надпревари.
Според некоја друга статистика, тој за ФК Рудар има постигнато над 400 голови. Од вкупната бројка од над 400 голови се и следните податоци. Во периодот меѓу 1958 и 1963 година, во најголемиот зенит на својата фудбалска кариера, годишниот просек голови бил меѓу 50 и 70 гола. Дека ваквиот просек, кога се однесува за овој ненадминат голгетер на ФК Рудар, воопшто не е невозможен. Зборува податокот што тој на најмалку 20 натпревара има постигнато по 5 гола, а над 30 пати има постигнато по 3 гола на натпревар. Личниот рекорд се 9 постигнати гола на пријателски натпревар, а на официјален првенствен натпревар има постигнато 11 гола. Тоа се случило на првенствиот натпревар во рамки на Штипскиот фудбалски подсојуз во 1960 година, кога во пробишти против екипата на Задругар од Горни Подлог Кочанско ги дал овие фамозни 11 погодоци. Во текот на 15 годишната фудбалска кариера, само една полусезона настапуваше за Штипска врегалница. Останатото време од својата кариера ја посветува на ФК Рудар и постојано како стандарден правотимец, речиси, без повреди, бидејќи тој исклучиво посветувал внимание на физичката подготвеност. Голгетерот на ФК Рудар на сите времиња, Глигор Велков Голе. Роден е 1949 година. Со љубовта кон кошарката е целиот свој живот. Регистриран клубски играч, станува на 25 јануари 1917 година во Скопје под реден број 462. За спортист на пробишти бе избран далечната 1975 година. Активно со кошарката е до септември месец 1980 година. Со тренерска легитимација се стекнува во 1975 година. Од 1980 година не се занимава повеќе активно со кошарката, но љубовта према неа не згаснува ниту до ден денес. Тој беше најдобриот плеймејкер на сите времиња, со карактеристичен и впечатлив начин на игра, пошто поозрасните го паметат. Со својата игра и со своите кошаркарски достигнувања даде огромен придонес во развојот на кошарката во општина Пробишти. Димче Ѓоргиев Димата. Роден е 1955 година и уште од мали носее со кошарката. Едно од највпечатливите лица во пробиштивската кошарка. Еден од најдобрите кошаркари во Пробишти. Вистински бомбардер на кошери. Целиот младешки живот го посветува на кошарката, а повозрастните ги паметат неговите одлични игри. Секако одличен баскетчија. Просто кога тие играа публиката уживаше. Во кошаркарскиот клуб Рудар го поминува најголемиот дел од неговата кошаркарска кариера, но игра и во други македонски клубови, а често беше прогласуван за кошаркара со најмногу постигнати кошери. Остави голем траг во кошарката и е ставен во неколкуте елитни пробиштипски кошаркари на сите времиња. Панче Пановски. Златна плакета за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмација и промоција на општина Пробишти. Глигор Велков Голе, кој не е веќе меѓу нас, но тука е дел од неговата фамилија, кој ќе ја подигнат плакетата. А воедно ги поканувам и Димче Ѓоргиев и Панче Пановски, едни од најдобрите кошаркари во општината Пробишти на сите времења.
Продолжуваме понатаму. Продолжуваме понатаму, одиме прво со спортистите надвор од општина Пробишти. Овде беа номинирани 5 кандидати за оваа награда, и тоа: Роден е 1989 година. Кариерата е започнува на 14 години во ФК Силекс, каде што подоцна се приклучува во првиот тим на клубот, се до 2013 година кога заминува за ФК Брегалница од Штип. Таму останува една година. Од таму заминува во ФК Работнички Скопје, каде што игра 5 години. Од таму оди и ја гради својата интернационална кариера во ФК Сабил Баку, Азербејџан, од каде по само 3 месеци се враќа во Македонија во својот матичен клуб ФК Силекс, каде што настапува и денес. Беше дел од А репрезентацијата на Македонија. Во својата кариера има освоено 2 купа на Република Македонија и повеќе пати настапува во Лига на Европа и Лига на Шампион. Даниел Божиновски. Роден е 2002 година. Со одбојката започнува да се занимава на 16 годишна возраст во одбојкарскиот клуб во нашата општина Весна Пробишти, каде останува, а една година потоа преминува во одбојкарскиот клуб Џио Струмица од Струмица и таму останува 2 години, од каде што во 2020-2021 година со екипата на Џио Струмица претходната година го освои купот на Македонија. Со истиот клуб ја освојува шампионската титула, воедно и младинското првенство на Македонија, пошто следната сезона го има и првиот интернационален ангажман во екипата на Војводина, Република Србија. Од страна на репрезентацијата на Македонија, првиот повик го има на 18 години, каде дебитира во квалификациите за Европско првенство 2021 година. Во истата година го има и своето деби на Европските првенства. Во изминатата 2022 година, како позајмен играч од екипата на Војводина, со екипата на Нови Сад ја освои втората лига во Србија, каде сега се надпреваруваат во Суперлигата 1 на Србија, каде моментално после крајот на првиот дел е најефикасен блокер. Со националниот тим ја играше Европската Сребрена лига, каде завршија како трето пласирани, а тој беше најефикасен блокер на турнирот и е трет најефикасен играч на оваа позиција во лигата во која игра. Филип Сабовски. Родена е 2007 година. Со тренирање кошарка започнува од својата 7-годишна возраст. Матичен клуб е кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробишти под менторство на тренерот Ванче Лепитков, кој ја сади љубовта кон кошарката и основата за успешен и понатамошен развој. Со клубот учествува во многу пријателски и првенствени надпревари во категоријата М16, а играше и меѓународни пријателски надпревари кои се одржуваа во Република Бугарија. Во кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробишти активно игра и до завршувањето на основното училиште во Пробишти. Во период од 2 години беше член на младинската репрезентација во категорија М14. Своето понатамошно образование го продолжува во Република Словенија Копер,
каде што активно продолжува да тренира во ЖКГ Копер под менторство на тренер и селектор на младинската репрезентација на Република Словенија Синиша Дрогња. Со активно тренирање за краток временски период од 1 месец, нејзиниот талент, надограден од тренинзите на тренерот Ванчеле Питков, дојде до израз и влегува во првата постава на клубот ЖКД Копер. Денес активно учествува во правенствени надпревари во категорија М16 во Република Словенија и дава голем придонес за успехот на клубот. Мила Радевска. Има 20 години, тренира кошарка долго време. Кариерата ја започнува во кошаркарскиот клуб Пробаскет, а моментално е во ЖКК Баскет Кам од македонска Каменица, каде што за сезоната 2020-2021 година беа освојувачи на двојната круна. Исто така оваа сезона игра Јадранска лига и е дел од женската сениорска репрезентација на Македонија. Во 2022 година со клубот каде што игра го освоија Купот на Македонија, а беа втори во женската кошаркарска лига. Настапува за женската сениорска репрезентација, а минатата сезона клубот ЖКК Баскет Кам е прогласен за најдобар клуб. Катерина Поп Димитров. Родена е 2003 година. Основно училиште завршува во Основното општинско училиште Никола Карев, средно училиште во Средното општинско училиште на Новски Борчи. Моментално е запишана на факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Со одбојка започнала да се занимава на 10 годишна возраст во клубот ОК Весна Пробишти. На 12 годишна возраст беше дел од предпионерска репрезентација на Македонија, која настапуваше на детски игри во Турција. На 15 годишна возраст беше дел од пионерската репрезентација на Македонија, која настапуваше во Софија, Бугарија. Истата година беше дел и од тимот на Јанта Волеј на меѓународен турнир во Ништ, Србија. Во сезоната 2020-2021 година настапува за екипата на ОК Вардар Жени 2019 Скопје, каде што беа двократни вице-шампиони во Купот на Македонија и Прва женска лига плей-оф. Во сезоната 2021-2022 година настапува за екипата на ОК Ускана Кичево. Последната година од нејзиното средно образование освоија трето место за државното првенство за средни училишта во Македонија. Моментално настапува за екипата на одбојкарскиот клуб Јанта Волеј Скопје во втора одбојкарска лига. Теја Зарева. А сега го повикувам директорот на Агенцијата за млади и спорт да ги додели следните награди. Почитувани, на сцената ги повикувам Даниел Божиновски фудбал, Филип Савовски одбојка, Мила Радевска кошарка, Катерина Поп Димитровска кошарка, според гласовите на сите пријатели, а еве Катерина Поп Димитровска, во нејзино име представник.
Според гласовите на сите пријатели на спортот и спортските активисти и на спортските работници, најдобар спортист за 2022 година, кој се надпреварува надбор од општина Пробишти, е одбојкарката Теја Заревска. Таа добива диплома, трофеи и вредносен ваучер во износ од 15.000 денари. Ви благодариме, да. Одиме повторно со доделување на златни плакети, овој пат за трајни вредности во спортот. Овде немаше дилема. Тука со нас се двајца наши сограѓани кои целиот свој живот го посветија на спортот. Не само што беа успешни спортисти, туку и како спортски работници постигнаа низ за успеси. Пробишти се гордее со нив и со гордост кажува и раскажува за нив и нивните успеси. Ајде да видиме за кого станува збор. Роден на 6 мај 1948 година во Пробишти. Со атлетика започнал да се занимава многу доцна по завршувањето на гимназијата на Унонски Борче во Пробишти. Како атлетичар, најпрво постанува член на АК Брекалница од Штип, а по заменувањето на школување во Војната академија во Белград како член на АК Партизан. По 2-годишно школување во Белград ја напушта Војната академија и се враќа во АК Брекалница, а во 1970 година постанува член на АК Работнички. Во 1972 година, по завршувањето на Висшата школа за физичка култура во Скопје, паралелно со тренирањето почнува да се бави и со тренерската работа во АК Работнички. Најпрво како тренер-волонтер, а подоцна и како професионален тренер. Во 1975 година се вработува во Министерството за внатрешни работи на Македонија, каде што го формира денешниот полициски атлетски клуб 7 мај. Како атлетичар се надпреварува во долгите патеки 3000 метри, стиплчес, 5000 метри, 10.000 метри и 15.000 метри, во кои станува и рекордер на Македонија во овие дисциплини, од кои и ден денес е се уште актуелен рекордер на Македонија на 3000 метри, стиплчес и 15.000 метри. Бил и репрезентативец на Југославија во крос. Како тренер на АК Работнички, а подоцна на ПАК 7 мај, со своите атлетичари има постигнато многу големи успеси во поранешната Југославија и денешна Македонија. Со нив има подобрувано преку 300 македонски рекорди во сите категории. Во поранешна Југославија, негови атлетичари, кои биле репрезентативци на Југославија и кои постигнувале и освојувале медали од балкански, медитерански и европски првенства, се Лидија Симовска, фрлање копје, Елизабета Божиновска и Исмаил Мача, 400 метри. Како тренер на ПАК 7 мај, исто така има постигнато голем број македонски рекорди и успеси на меѓународните надпревари со Александра Војнеска 100 метри, актуелна председателка на Атлетска федерација на Македонија, со Ивана Рожман 100 метри и Кристијан Ефремов 400 метри. Со овие атлетичари учествуваше на Олимпските игри во 2004 година во Атина, со Александра Вонеска на 100 метри, во 2008 година Пекинг со Ивана Рожман на 100 метри и во 2012 година во Лондон со Кристијан Ефремов на 400 метри. Денес, исто така како тренер со своите атлетичари, постигнува многу добри резултати и рекорди на Македонија. Впрочем, како доказ,
е тоа што негови атлетичари во минатата година, Брајан Авија и Јумна Фетаху, и оваа година Сара Османовска и Брајан Авија се прогласени за најдобри атлетичари во Македонија во своите категории. Неговите атлетичари, покрај многобројните медали од државните и меѓународни надпревари, има добивано и голем број општествени признања, прогласувани безброј пати меѓу 10 најдобри спортисти на Македонија, прогласувани за најдобри млади спортисти на Македонија и најдобри млади атлетичари на Југославија, Елизабета Божиновска. Добитници на 13-та ноемвриска награда на град Скопје на Собранието на Република Македонија, добитници на најголемото општествено признание од областа на спортот во Југославија, 25-та мајска награда на Македонија, Елизабета Божиновска и Исмаил Мачев. Тренер, добитник на наградата 13 ноември на град Скопје и единствен тренер од атлетика која има добиено наградата на Собранието на Македонија 8 септември. Ѓорги Вучков. Доктор на науки по кинезиологија, специјалист за карате, боречки вештини и методика на спортскиот тренинг. Како надпреварувач, повеќе пати државен шампион во средна и тешка категорија. Вице шампион на Европа за ветерани во борби како највисок личен резултат. Како клубски надпреварувач и тренер има освоено по 3 државни титули со КК Кисела Вода и АКК Студент од Скопје. 3 сезони успешно ги брани боите на КК Вардар од Скопје во првата сојузна ЈЕУ карате лига. 5 пати е прогласуван за тренер или селектор на годината на Македонија, како селектор на државната карате репрезентација и донесе првите медали за Македонија од Европското првенство одржано во Кардиф, Велс, 1993 година. 1 златен и 2 бронзи. Добитник е на 13-та ноемвриска награда на Скопје за врвни спортски достигнувања. Со државната репрезентација на Македонија освоил 2 вице шампионски титули во екипна конкуренција од европски првенства. Како селектор освоил 1 вице шампионска титула од европско првенство. Носител е на црн појас, аикидо и капеа појас во џудо. Прв интернационален судија од Македонија. Во 2 мандата бил советник во Советот на општина Кисела Вода Скопје. Во 2 мандата е народен пратеник во Собранието на Република Македонија. Универзитетски професор од 1986 до 2014 година на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје. Автор е на 3 научно-истражувачки монографии од областа на спортот и физичкото образование. Објавил над 45 научно-истражувачки труда во престижни стручни часописи. Има објавено 2 книги за карате спорт. Денес пензионер. Чедомир Саздовски Неокачки. Почитувани, златна плакета за трајни вредности во спортот добија Ѓорги Вучков, атлетика, кој во 1971 година е избраниот прв спортист на општина Пробишти, и Чедомир Саздовски, карате. Заедно прво да се сликаме. Хајде да се фотографираме.
Пробишти, добро вечер. Му благодарам на организаторот што дозволи да се обратам. Поздрав до градоначалникот, до директорот на Агенцијата за млади и спорт и почитуваниот Ѓорги Вучков. Поздрав до сите вас. Нема да ви одземам многу време. Во моето 55 годишно битисување во карате спортот го поминав целиот свет. Се извинувам. Добив многу признанија, меѓутоа, ова е моето најголемо. Благодарам. Ќе ми дозволите на мојата трема, меѓутоа во знак на благодарност и почит од името на Унијата на карате ветерани на Македонија, на градоначалникот Драган Анастасов, доделуваме карате плакета. Следното признание е за општина Пробиштип, го молам дали градоначалникот или представник на општината. Една посебна платинеста плакета и едно посебно признание за почитуваниот Чедо Петров, кој ја помага Унијата на карате ветерани. Молам, знам дека тој не е тука, дали има представник? Браво, Маријано. Ова е највисокото признание што едни каратисти можат некому да му доделат. Почесен црн пояс за Чедо Петров. Ти се најдав, ти честитам. Следната благодарница за помош на карате спортот по Македонија оди на почитуваниот Цветан Гаврилов или Црешово Топче и статуетка каратист. Посебна благодарност за помош во реализација на проектот Карате во Македонија. Историјата него за која е во подготовка од моја страна до Илија Петков. Дали е тука Илија Петков? Ви благодарам на трпението
Имаме уште две признанија, меѓутоа сега нема да ги дајме на крајот. Благодарам. Продолжуваме понатаму, не остана уште една категорија за спортист на 2022 година, кој се надпреварува во рамки на општината Пробиштик. Годинава се надпреваруваат 4 спортисти. Ајде да видиме за кого станува збор. Роден е 1990 година. Својата фудбалска кариера ја започнува на 14 годишна возраст во ФК Рудар, каде што е 2 години, за да потоа оди во екипата на ФК Работнички, каде што исто игра 2 сезони. Потоа оди во ФК Саса од Македонска Каменица, каде што се задржува цели 5 сезони, и следен клуб му е ФК Беласица, од каде се враќа во ФК Рудар на само една сезона. Веќе следната сезона оди во Шведска, во Югвардар, каде што е прв стрелец во 6-та лига во сезона 2018-2019 година со постигнати 22 кола на само 9 надпревари, а следната 2019-2020 во Васкор 5-та лига, каде исто е прв стрелец со 32 гола. Од 2022 година се враќа во ФК Рудар, каде што е веќе втора сезона најдобар стрелец во клубот и втор најдобар стрелец во лигата. Во моментот е капитен на ФК Рудар. Марио Атанасов. Родена е 2007 година во Скопје. Почнува да тренира кошарка на 8 годишна возраст. Тренира во кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробиштик под менторство на тренерот Ванчо Лепитко. Во 2020 година е дел од селекцијата на младинска репрезентација на категорија М14. Минатата година играше во М16 лига, а оваа година игра во М18. Во кошаркарскиот клуб Пробаскет Пробиштик игра активно и денес и е една од најнадежните млади кошаркарки. Ангела Ангелос. Член е на одбојкарскиот клуб Весна Пробиштик. Во текот на 2021-2022 година настапува во сениорска, младенска, кадетска и пионерска конкуренција. Има солиден настап во сите конкуренции, а најголем успех постигна во пионерска конкуренција, освојувајќи го првото место. Настапува за кадетска и младенска репрезентација на Македонија на Балканијадата во Нови Сад, Србија и во Тирана, Албанија. Во делот на училишен спорт, организиран од Федерација на училишен спорт на Македонија, го освои првото место во одбојка за основни училишта. Тоше Ефремов. Родена е 2004 година. Има 18 години. Карате тренира уште од 6 годишна возраст, веќе 12 години. За успехот во каратето огромна заслуга има тренерот Стојан Стојкови. Во текот на годините учествува на превари на ниво на Балкан, интернационални, 3 европски и 2 светски нивоа. Има постигнато големи успеси во текот на спортската кариера. Освојува 8 бронзени медали, 14 сребрени медали и 17 златни медали. Покрај медалите под нејзино име стојат и 4 пехари. Во 2021 година учествува во интернационален куп на карате во Јагодина, Србија, каде освои златен медал, а воедно е и најголем успех досега освоената титула Европски кадетски првак во кати на Европското првенство во Решица, Романија, и на незината колекција додава уште едно злато.
Во 2022 година освоила второ место, сребро, во Дрвен град на меѓународен турнир. Пласман во сениорска конкуренција на светското првенство 2022 година, трето место бронза и второ место сребро во Модрича, Босна и Херцеговина. Титула вице шампион на Балкан сениори жени. Прогласена е за најуспешен надпреварувач во клуб за 2022 година. Бојана Пешови. Го поканувам градоначалникот да повеле да ги додели наградите за номинација за спортист на 2022 година. Номинирани спортисти во оваа категорија се Марио Атанасовски, фудбал. Ангела Ангеловска, кошарка. Тоше Ефремов, одбојка. Севкупно собраните гласови од гласањето на Facebook профилот на општината Пробишти и гласовите од спортските работници го дадоа најдобриот спортист. Во категорија спортист кој се надпреварува во рамки на општината Пробишти за календарската 2022 година е избрана каратистката Бојана Пешови. Искрени честитки за номинираните спортисти, големи честитки за најспортистите за 2022 година. Се надеваме дека сите заедно ќе придонесеме спортот во Пробишти не само да заживее, туку полека, но сигурно да ги достигне нивоата кој ги имаше во времето. Со голем број на спортски клубови, кои во лигата во која се надпреварува, се некаде при врвот. Но тоа можеме да го постигнеме само преку залагање на сите нас, и од страна на општината Пробишти, и од страна на бизнис секторот, а секако и од сите спортски работници и љубители на спортот. Довидување до наредната година. А сега ги повикувам сите спортисти, спортски работници и наградените, заедно со организаторот на вечерта, да направат една групна фотографија за спомен на оваа убава вечер.